Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазика. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. А во неа непланирано во Багдад продолжуваат разговорите за иранската нуклеарна програма. Пожар во американска нуклеарна подморница. Нов извештај на Amnesty International за човековите права, забелешки за третманот на хашките случаи и слободата на печатот. Следи блокот вести. Во Багдад ненајавено продолжија разговорите меѓу Иран и светските сили за контроверзната нуклеарна програма на земјата, навлегувајќи во втор ден. Вчера дојде до застој откако западните сили го отфрлија барањето на Техеран за итно олеснување на економските санкции, а официјалните ирански медиуми јавија дека предлозите на преговарачката маса треба да бидат темелно ревидирани. Покрај ирански представници учествуваат преговарачите од групата P5+1 од Британија, Кина, Франција, Русија, САД плюс Германија. Доцна синоќа изби пожар во американската нуклеарна подморница USS Мајами во пристаниште во сојузната држава Мејн. Властите во градот Китери, каде се наоѓа пристаништето, соопштија дека пожарот се случил во предниот дел на подморницата, како и дека нуклеарниот реактор не работел во тоа време и не бил оштетен. Најмалку 6 лица завршиле со повреди и засега не е позната причината за пожарот. Организацијата за заштита на човековите права Amnesty International го објави јубилејниот 50 годишен извештај во кој стои дека колапсот на светското лидерство ја поткопал храброста на продемократските демонстранти ширум светот, а особено во Сирија. Во однос на Македонија, Amnesty меѓу другото го критикува толкувањето на македонскиот парламент на законот за амнестија во 2002 година во однос на вратените хашки случаи, а и наведува дека македонската влада ја ограничува слободата на медиумите. 21 годишниот Филип Филипс, вешт со гитарата исто колку и со гласот нов американски идол, победи синоќа на популарното музичко реално шоу. За Филипс гласале рекордни 132 милиони лица. NBA плейоф ќе одлучи последниот седми надпревар. Филаделфија синоќа на домашен терен извојува победа над Бостон со 82-75. Решавачкиот надпревар во полуфиналето на источната конференција се игра во сабота во Бостон. Заразната тропска грозница, своевремено присутна главно во Африка и Азија, стана голем проблем и на територијата на Северна и Јужна Америка. Засега не е откриен лек за болеста што ја пренесуваат комарците, ниту пак вакцина за превенција. Стручњаците стравуваат дека ова може да прерасне во глобален здравствен проблем, многу поскап од маларијата и што потешко ќе се контролира. Денга треската веќе подолго време беше елиминирана на оваа хемисфера, но за жал од неодамна се регистрирани нови случаи и почна да се шири. Доналд Шепард од Универзитетот Брендис во интервјуто преку Skype открива дека ги проучувал економските последици од денга треската, конкретно во Порто Рико. Здравствените трошоци изнесуваат $40 милиони годишно. За една средно голема земја како што е Порто Рико, ова е голема сума на пари. Денга треската е вирусна инфекција што се пренесува преку убод од посебен тип на комарец, наречен Одес аegypti, кој има карактеристични линии на стомакот. Болеста особено се јавува по обилни врнежи од дожд во летниот период поради застојаната вода во која се собираат комарците. Меѓу можните симптоми се висока температура, главоболка, силни болки во зглобовите и мускулите, слаб апетит и замор. Во многу делови на Азија и Африка, каде се уште важи за епидемија, болеста може да предизвика и смрт. Заболените вообичаено закрепнуваат дури и без употреба на лекарства, но стручњаците посекако препорачуваат лекарски третман. Доктор Ден Стинчкомб е извршен директор на компанијата Inviragen, која работи на вакцина против повеќекратни вируси на денга треската. Процесот го опишува како предизвик. Денга треската е проблем што зафаќа различни старосни групи ширум светот. Во Југоисточна Азија, главно децата, но и во Централна и Јужна Америка. Како и други делови на Азија, може да се јави и кај возрастните. Стручњаците велат дека поради скапиот лекарски третман, важно е погодените земји да ги заакнат методите за следење на болеста и процедурите за нејзино контролирање, се додека не се пронајде лек или вакцина.
Во продолжение на Newsflash ве носиме во Јужна Кореја, каде станува се потешко за криминалците. Граѓаните се обучуваат да снимаат илегални активности и добро заработуваат од тоа продавајќи ги снимките на полицијата. Еве што прават граѓаните папараци во Сеул. Джи Со Јун води двоен живот. Пред 3 месеци оваа 54 годишна домаќинка почна нова кариера. Снима прекршување на законот. Специјалности се приватните училишта. 학원 같은 경우는 학원으로 찾아가서 내 자녀를 Се приправам дека сакам да ги запишам децата. Го прашувам персоналот за дополнителните услуги. Во вакви училишта има многу илегални активности. Отворени се прекувремено и наплаќаат дополнителни трошоци. Джи користи минијатурна камера за снимките како ова, на која продавачот не наплаќа за пластично ќесе спротивно на законот. Джи се обучила на Академијата Папараци. Незиниот директор Мун Сонг Ок воедно им помага на студентите да најдат купувачи на снимките. Студентите сакаат да заработат. Ги поврзувам со полициски агенции, локални влади, здравствени агенции и представници од образованието, кои им плаќаат. Според Мун, граѓаните папараци годишно заработуваат меѓу 20 и 30 илјади долари, но некои стручњаци го креваат гласот дека властите не треба да им плаќаат на граѓаните да се шпионираат меѓу себе. Чон Санг Чин е социолог од Универзитетот Соганг во Сеул. 시티즌 파파라치, 특히나 정부의 업무가 Кога станува збор за граѓаните папараци, владата практично предава одговорност на цивилното население, а тоа е голем проблем. Па сепак луѓето не мислат дека е така. Джи Со Јун пак, вооружена со камерата, не сочувствува со оние кои не ги почитуваат законите. Веќе е на нова самоназначена задача – да ги сними оние кои не плаќаат данок. А утре во Newsflash од летните олимписки игри во Лондон не делат само 2 месеца. Ве носиме во градот на Темза, каде расположението за светскиот собир на спортисти е наведум како и времето. Повеќе дождливо од сончево. Лондон 2012, за едни кралското семејство, за други економската ситуација. Дали Олимпијадата воопшто е во фокусот? Дојдовме до крајот на денешното издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а со вас беше Јулија Велковска. За најново од сат и светот ве покануваме да ја посетите нашата интернет страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател на Facebook. Во меѓувреме имајте пријатна вечер и до гледање до утре.